Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен соговорник е режисерот Слободан Унковски. Професоре Унковски, на Македонија и се случија масовни студентски протести, кои што власта веднаш ги окарактеризираше како партизирани. Вие ги поддржавте студентите, бевте со нив низ улиците, и во таа насока ве прашувам како го разбирате обидот на власта секое кревање на гласот да се врами во категоријата партизирано? Знаете како, секогаш е ово на што гледате во светот е одраз на вашиот поглед на свет. Значи, вие не можете да препознаете други работи, освен она како што вие се однесувате или како што вие ги редите работите. Така да, ако целиот нивни свет е партизиран, партиски, ако е тоа нивниот, како да кажам, идеал и модел на владење, тогаш само тоа може да го видат. Значи, само така, значи, ако нешто се случи, мора да го стават во не такви рамки и да го се разбира на тој начин, да пробаат да го компрометираат. Така да вие може да кажете за разни други протести дека се вакви или такви, меѓутоа за студентскиве навистина тоа не може да кажете, бидејќи тие настапуваат, не само што настапуваат без за никакви обележја партиски, туку навистина настапуваат со автентична енергија и со состав кој што импресионира и кој што не е никако партиски, сигурно по сите елементи. Бев таму, видов. Така да, власта кога кажува дека е тоа партиски обоено и така натаму, она мора само да го, како да кажам, да се даде себе си објаснување, зашто инаку другата варијанта би била да свати дека не ја сакаат, дека не им се допега тоа што го прават, а мислам дека универзитетот и образованието тоа го суредија до максимални граници. Што и се случува на земјава? До кога партијата ќе биде пред интересите на граѓаните, до кога политиката ќе биде поважна од спортот и од културата, а квантитетот ќе му пркоси на квалитетот? Знаете како, затоа студентскиот марш или следно пленум е значаен, бидејќи го пука големиот балон на надуена една ситуација, ја покажува суштината на крал дека е гол, мислам го открива тоа, и ја покажува практично непостоењето на било каква идеологија. Апсолутно ова што се прави не е идеологија на ВМРО, например. Тоа е идеологија која што се базира на пари, на раководење со пари и така натаму, и на влијание и на ширење власт базирана на разни идеи кои што сигурно не се државно. Меѓутоа, факт е дека таа една комплетна контрола веќе го немува воздуха за дишење, камоли за било какво одлучување. И затоа студентскиот марш, односно кршењето на прозорот, да влезе воздух е значајно и отвара како да кажам, една нова надеж во менување на состојбите не околу екстерното или не знам како се вика државен испит, туку околу состојбите и демократијата во Македонија. И во тоа е практично за мене најзначајниот покрет што го прави, а при тоа навистина сум импресиониран од тоа како ги избегнуваат сите стапици на било каква политизација. Се разбира, нивниот покрет, нивната акција е политичка, меѓутоа не подлегнуваат и апсолутно не се слагам дека се под било чија контрола. Имате ли од друга страна впечаток дека девизата секој против секого или онаа хопсовата човек на човека му е волк се премногу домакинети во македонското општество? Знаете како, тоа се генерира. Значи, тоа не е нешто што мора да биде типично, не е нешто што е било кога толку доминантно. Значи, тоа сега се генерира и на тој начин, видите, ваков еден систем он мора да живее и да се храни со непријатели. Значи, ако ги нема, ќе ги измисли. Ако бројот на непријателите, поголемиот број на непријатели прави поголема храна за структурите и за се разбира, популистичките политики секогаш бараат непријател, бараат друг што е виновен, бараат како да кажем, громобар на гневот, каде што треба да се усмери таа цела енергија и тоа се прави. И она што е за мене многу интересно таа цела ситуација, што постојано власта генерира нови луѓе кои што доаѓаат на разни позиции во државата, кои што се помлади и кои што се позаслепени и попослушни извршители на акциите. Доаѓа се помлади луѓе кои што се така да кажем, посурови во тоа што го прават и тоа ја меле државата. И мислам дека тоа остава траги не само на луѓето кои што го поднесуваат тој терор, туку
драматично ги дестабилизира сите односи во државата и тоа ќе има едни далекорочни последици, за жал. Професоре, постојат ли начини и средства да им се спротиставиме на лажната слобода, но и на растечкиот популизам кој што се чини дека добива несогледливи размери? Знаете, како секојаш е прашање дали треба да се оди на радикални некои мерки или треба да се бараат некакви демократски методи и така натаму. Мислам дека треба да се направи се да се промени состојбата, затоа што станува веќе предосна и не знам дали ќе има време, затоа што не е прашање дали као држава она ќе опстои Македонија, него само ќе се држи во својата надворешна лушпа може уште некое време. Меѓутоа, ако се разнебитат внатрешните сите структури, она нема да може да преживее понатаму, независно што ќе ја задржи таа своја лушпа. И на таа линија е многу комплексен процесот на лечење. И мислам дека од ова што го гледам сега, што станува со студенти и тоа што други некои акции што се водат, гледам дека се води една поголема акција што не ја разбирам моментот до крај, која што полека го меле овој систем, нема да може одма, бидејќи многу е подкрепен со пари, со злоупотреба на разни други органи државни што работат. Меѓутоа, полека мислам дека се отвара една друга димензија и луѓе го сваќаат, независно од тој занес популистички што ги тера во една хипноза, полека ги отвараат очите и полека гледат каде се и што се, и гледат кај живеат, и дека не им е животот подобар затоа што има ваков споменик или онаков, туку им треба нешто конкретно. Значи, ние мислам секој сака да живее дома, сака да живее тука и да му биде убаво. Тоа е толку едноставно, толку просто. Меѓутоа, ако ни е загаден просторот, ако ни е сотрен тој просторот, ако ни е компромитиран, секој ќе гледа да побегне да оде на друго место. Споменавте постепено будење. Знаеме ли тогаш кои сме и што сакаме? Дали вам ви е јасно, дали сакаме евроинтеграции или пак ни е добро таму каде што сме и толку колку што сме? Ние мора да се вратиме на тоа да видиме и кои сме и што сме и како сме. И без јасни одговори не можеме понатаму. Европските интеграции и прифаќањето на граѓаните за или против, да речеме, е секојаш прашање на државна политика меѓу другото. Значи не е тоа прашање само на граѓани им текнало па ќе се определуваат. Значи ако држава постојано е компрометира на некој начин улогата на европската заедница, тогаш тој евроскептицизам се разбира се шири и така сме паднале да на 50 или не знам колку проценти е моментално. Меѓутоа мислам дека тоа се менува брзо, едноставно со една поинаков пристап. Македонија ќе си реши на референдум дали е за Европска заедница, за НАТО, за било каде. Меѓутоа, она истовремено мора да размисли добро, да се преслуша себе си и да се дефинира што во овој момент е најпотребно и што ќе помогне и да најде начин софистициран, искрен и како да кажем, со права енергија да го реши проблемот со Грција понатаму. Затоа што ние имаме најголема штета и ние стоиме во место. Ако методите на власта се нагласено популистички, како тогаш го оценувате действувањето на опозицијата? Како пасивно, рамнодушно, уплашено можеби? Не гледам еден јасен концепт на кај не се уверливи нивните соопштенија за решавање на состојбите, за економски и така натаму. Од друга страна, ја имаат одговорноста да ги изнесат доказите за кои што тврдат дека ги имаат, макар после тоа престанале да постојат. Значи тоа ако го заврши СДСМ да ги отвори тие проблеми, понатаму или ќе преживее или ќе биде уништен, меѓутоа тоа мора да го направи. Не е по ништо специјално атрактивна позицијата моментално. Меѓутоа во овој момент се разбира важно е да падне режимот и во тој смисол мислам дека не треба да се бавиме многу со опозицијата, со квалитетот од него, просто да направиме сите напори да се смени оваа погубна политика. Што ќе правиме после тоа не е така едноставно и не е како да кажем лесно за прогнозирање, меѓутоа од друга страна постојано верувам дека ќе се најдат некои нови сили и ќе направат исчекор во нешто што не сме го виделе досега. Професор Унковски, ви благодарам што бевте наш гостин. Мола. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.